Почитувани, добре дојдовте во уште едно издание на Само вистина. Вечерва во студиото сега е Снежана Калевска-Ванчева СДСМ. Добре дојдовте. Добро вечер, добро најдов. И амбасадорот Ристо Никовски, добре дојде и за вас. Пару наш. За почеток, она што следува утре, а тоа е еврокомесарката Марта Кос утре во Скопје. Денеска има едно интервју во очи на незината посета на земјава, во која што таа ги дава пофални зборови за реформската агенда, но очекува Македонија да ги исполни обврските. Господјо Калевска, што очекувате од посетата на Кос? Дали Македонија во моментов има шанси за било каков напредок со оглед на тоа што условите кои што ги испорачува Брисел се на некој начин неприфатливи на оваа власт, без гаранции и без предвидливост на процесот на проширување? Знаете како е, ова не, мислам, сигурно дека е добро што утре, мислам, господјата Марта Кос доаѓа во Скопје, во официјална посета. Дипломатијата, амбасадорот многу добро знае секако дека е клучна, поготово кога станува збор за надвршните односи, но искуството не покажува дека се случували во минатото доста посети, но имало охрабрувачки зборови, охрабрувачки тонови, но на крајот немало ништо конкретно. Она што е за мене јасно е дека Брисел не отстапува и по мене во оваа констелација ние имаме преговарачка рамка во која што се условите дадени. Таа преговарачка рамка е подпишана, усвоена од сите земји членки на Европската унија и тоа е она што ние треба да го исполниме за да ги и формално ги отпочнеме, односно преговорите, да, условен е почеток на преговорите со уставните измени. Така, и тоа е со уставните измени, тоа веќе сите го знаат. Но она што сакам да кажам е добре што имаме пофални зборови во делот на исполнување на реформската агенда, но знаете, јас тоа би рекла дека се охрабрувања кои што не имаат баш некоја ниту цврста основа, ако се земе, но ниту па некоја конкретно значение што се однесува до нашиот пат кон Европска унија во смисла на отварање на преговорите. Значајно е да ги, многу е значајно да реформската агенда ја исполнуваме, но не е тоа. Тоа е, мислам, не е само тоа, го имаме политички оддел и тоа треба да се исполнува, но и тука и во реформската агенда знаеме дека нешто повеќе од половина од задачите согласно роковите не се исполнети. И тоа е во условениот рок до крајот на јуни. До крајот на декември, во сите области, особено во правосудството, имавме некаде не повеќе меѓу 10 и 15% исполнетост. Така да, пак ќе кажам, ќе видиме што ќе донесе утрешниот ден. Да. Добро, господин Никовски, што очекувате вие од посетата на Марта Кос? Од она што го кажува во интервјуто за МИА, буквално ги повторува обврските што ги има Македонија, дури спомена дека во Европската унија ниту една земја членка не добила никакви гаранции, во смисла на тоа не исклучува дека до крајот на процесот, доколку Македонија и би ги направила уставните измени и почне преговори, дека до крајот на процесот нема да има повторна некаква блокада. Тоа е барем она што меѓу редови го кажува Марта Кос во ова интервју. Тоа апсолутно не е точно. Мислам, прво... Што не е точно? Дека нема да има додатни барања и така натаму. Добро. Читајте преговарачката рамка, ќе видите дека таа е катастрофална и таа е ствари директен обид да се спречи нашето членство во Унијата. Ништо поблаго од тоа нема. И таа преговарачка рамка во целина е и нелегална, и тоа може подоцна да го елаборираме. Меѓутоа, мислам дека нашата грешка во моментов, зашто се залагате и вие како партија, е промена на уставот. Тоа е апсолутно погрешна политика, иако власта сега ќе направи други грешки, мислам. Барањето на некакви гаранции е нешто апсолутно надвор од умот.
Во Европската унија никој нема мандат, нити може да даде било какви гаранции. 27 земји членки се, и знаете, према новата преговарачка рамка, која е измислена од Макрон од Франција, де факто е така таа срочена. Никој не ја знае доволно, зашто никој не ни пробал до сега. Нема шанса да некој влезе во Унијата, разбирате. Па се уште ниту една земја кандидат нема влезе. Ама нема ни шанса, разбирате. Ако се гледа малце подетално, нема теоретска шанса, разбирате. Испоред према неа. Порано, 1/3 од членките на Унијата имаа право да блокираат некои започнати преговори и да бараат додатно нешто. Сега секоја земја има. Значи тогаш е тоа врвна дипломатија на Брисел, бидејќи таа преговарачка рамка ние имаме прифатено. Значи самите Не имаме прифатено. Ние се имаме само согласено со неа. Македонија не има. Тоа се две клучни разлики. Македонија се согласи со неа, што е наша катастрофална грешка. Да, но сега испаѓа дека самите ние се блокираме. Сега и да се вратиме на почетокот, значи во дадените услови Македонија утре да го смени уставот. Јас го повторувам тоа, да речем секој ден. Утре да го смени уставот. За утре да важи тоа, не да има одложено дејство. За утре да важи. За недела дена да ги почнеме преговорите. За 3 месеца да ги завршиме. Што е, мислам на именка. И што ќе постигнеме? Ништо. После тоа оди на ратификација, тој договор, протокол и како се вика што ќе го потпишеме со Унијата, оди на ратификација кај сите 27 собранија. Парламенти. Земјите членки, да. И што мислите, вие, јас ќе ви кажам што мислам. Мислам дека тоа е кристално јасно. Бугарското собрание нема никогаш, под никакви услови, следните 100 години, да изгласа, да ратификува договор за членство на Македонија во Европската унија, ако не прифатиме дека сме нели така кој јазикот, дека сме по потекло бугари, дека сме потекло бугари, кај 45-та година Тито не нели така со некој марифет не измисли или Коминтерната претходно, дека јазикот не ни е бугарски дијалект и дека историјата не е заедничка, со други зборови бугарски. Никогаш нема да го изгласа. Никогаш. Тоа ми го тврдам и тоа мислам, треба човек да биде, да нечам слеп и глув, да не слуша, да не гледа, што се случува во Бугарија, каде преку 80% од населението, од народот е против Македонија. Кога се гласаше декларацијата за Македонија во собранието, еден беше против. Сите за, разбирате, значи имате разни партии, еден беше против. Значи, тоа апсолутно треба да се отфрли. И нашата главна пречка за членство во Унијата, која јас мислам, самата рамка покажува дека немаат намера да не примат, и тоа не е бугарско масло, нити грчко, него многу пошироко. Значи, ако ја читате рамката, ние де факто треба да преговараме со Софија за нашето членство, бидејќи цело време, јас може да ги цитирам, ги имам тука членот 5 на преговарачката рамка, точката, односно 5, точката 47, каде што се повикува на вториот протокол и на сите протоколи кои треба да ги потпишеме со Бугарија, што е нелегално. И затоа рамката е нелегална, разбирате. Значи, ако не ја промениме рамката ние, можеме да промениме само со откажување на вториот протокол, кој е тотално нелегален. Вие бевте во собранието, знаете, кога се даде согласност за таа така наречена француска рамка, вие појма неавте што се работи, добивте само на еден лист хартија што бараат од нас, а не го добивте документот, во кој е 23 страници, на една страна го изгласа тоа. Беше, знаете како нашиот парламент најчесто работи како алатка на политиката и на партиите, и врз основа на тоа, а тоа е договор де факто и вториот протокол, кој веламе е нелегален, зашто има тој е нов договор де факто со Бугарија, нов договор и како надградба на договорот за добрососедство. Има 15 обврски нови за Македонија и плюс уставот што е надвор од умот. Кој може да ви постави устав да го смени да почнеш преговори? Тоа е, велам, нелегално за самата унија. Према тоа, значи ние сме во ситуација, ако не ја смениме рамката, Македонија нема никогаш да влезе во Европската унија, а можеме само што реченица, а да ја смениме рамката можеме на едини начин да го се поредиме вториот протокол. Само во вториот протокол стои нашата обврска да го минуваме уставот. Македонијата се откажа од вториот протокол? Вториот протокол, разбирате, не е договор меѓународен, тој е записник кој Европската унија нема право. Но што ќе значи тоа правно ако Македонија се откаже од протоколот? Значи рамката останува, Брисел би ја потврдил таа ситуација? Ама нема би што потврдил. Тоа е билатерален записник меѓу Македонија и Бугарија кој апсолутно е нелегален. Значи на потек е владата? На потек е нашата влада, разбирате. И тоа е подолго
Пак имаше иницијатива и предуставен суд околу тој втор И има и протокол. пришавен совут Лиljana Министерот Поповска во го една покрена. прилика кажа дека за владата Записник тој е нелегален. Ама што прави за владата? Знаете, ако вие, затоа што грешката е направи претходната власт. И тоа да знаете, тоа е рамно на предавство. Тоа што Мислите е дека прифатено во Брисел би го одобрил тој потек? Тоа ме прашувам. Ама Брисел не може да се меша во нашите билатерални односи со било кого. Видите, во Па и ве се меша, дипломатијата. доаѓа Марта Кос со порака да го смениме уставот. Ама зашто ние сме прифатили обврска? Знаете, кој ќе прифати некоја обврска? Иде спроведувате и откажувате. А во дипломатијата, разбирате, меѓународните договори рутински се случуваат и рутински се откажуваат. Америка откажа 3. Председателот Трамп го откажа за климата, Парискиот договор, Парискиот договор. председателот Ние не го сатили сме. потпиша. Го Можеме, потпиша во за таква позиција ли сме ние? Да го Ама откажеме. слушајте, во Виетнам имаше 650.000 американски војници Не, кои да ова не ме победи. прашам затоа што јас сум се Ама јас ви кажувам. Ние целите овие 35 години наназад ако се Ама ако вратам, сакате ние вие дека- цело време попуштаме, само нешто прифаќаме. Сега ова е нешто ама- многу би било ако Ова влада, би бил пресврт од ова влада 360 почна степени. со пресврт, кога го промени вокабуларот, ама тоа не е доволно. Се треба да се премине во акција, разбирате. Иран ја победи Америка, разбирате. Со огромни штети, ама ја победи Америка. Америка доживеа класичен пораз во Иран сега. Америка доживеа уште покласичен пораз во Афганистан, кај што беше 20 години, или во Виетнам, кај што не знам колку години беше. 650.000 војници имаше. Значи, ако вие сакате се борите, и јас во право сте, Македонија, сите аргументи, 99,99% се на наша страна. И ако ние сме спремни да голтаме кнедли и да го виткаме рбетот и да капитулираме, па тоа е наша обврска. Да, Наше право. Да. Наше право кој ќе не однесе на ѓубришето од Што мислите вие историјата. за ова, господио Калеска? Знаете што, значи многу е покомплексно, но едно ќе кажам, дека ние како држава, ние сме тие што имаме определба уште од раните 90-ти, од нашето самостојување. Нашата определба е дека ќе бидеме, сакаме да бидеме дел од НАТО и дел од Европската Унија. Значи да припаѓаме на тоа семејство. И така ја градиме политиката. Тоа семејство европско има своји правила. Јас се согласувам со амбасадорот Никовски дека многу од тие правила можеме да ги дискутираме, Двојни добри, стандарди недобри, и така двојни натаму. Непринципиелни стандарди. се И се некои од зборува нивните нели за правила. Копенхашки, па дали се тие па политички, правни, значи многу аспекти има. Но факт е дека ние, како и што останатите земји сакале, значи така и ние сакаме и тоа го сакаме уште од времето. Ако И веќе не е сакаме, спорно, и не е спорно за никого. И не е спорно за никого. Ако веќе за тоа немаме спор и тоа го сакат сите граѓани и нема политички субјект, власт која што тоа не го сака, тогаш јас поставам прашање. Зошто не се мрднуваме од мртва точка 2 години веќе е ова власт? Значи, ако претходната власт била предавничка, ако склучила предавнички договор, значи тогаш сите полуги се нова власт. Особено што поготово што има двотретинско мнозинство во секој момент. Точно. Сега јас тоа прашање си го поставам цело време. Ние ќе имаме лимбо ситуација. Значи, ова не ни се допаѓа, ова е предавничко, но ништо друго нема да превземеме. Наративот, што га да сменете наративот, но со наративот, Ништо не се постигнува. Ништо не се постигнува. политиката, исто како во внатрешната, амбасадорот подобро сигурно Но добро, знае, еве, во ако надворешната власта, да речеме, успее да ја убеди Ништо опозицијата не решава. дека Или ќе има некои акција или превземени нема обврски резултати. се И сега? убиствени за Македонија. Зошто ние не можеме дома да постигнеме консензус? Власта и опозицијата, не сметате Зашто дека така? Ќе бидат посилни нашите чекајте. позиции во однос на Не, Брисел, може ама- би ќе го убедиме заеднички? Дали власта излезе со предлог конкретен и да каже народ е македонски, политички субјекти на сцената, во собранието надвор. Ние после толку време, значи ова е предавнички, ова не може, европскиот пат под ова вака и вака. Ке го поништиме протоколот, ке го поништиме договорот за добрососедство, што и да е. И ќе каже под тие услови и имаме точки за кои што еве пак треба ќе го да преформулирам разговараме. прашањето. Но, Доколку Бети, тоа го направи владата, дали опозицијата ама- ќе го поддржи тоа?
Да се разговара, ама прво нормално е да се разговара и треба да се разговара. Но ние од власта не видовме ништо освен освен тоа што цело време се обвинува опозицијата дека направила предавнички чин. И се додека едните се предавници, а другите се патриоти, ние договор не постигнуваме. Не можете вие да ме нарекувате предавник, а од мене да барате конструктивен диалог и конструктивен пристап во нешто што е суштествено. Извинете, не може цело време со таков наратив. А поготово што ние ништо конкретно немаме. Ние бараме гаранции, ние ќе преговараме кои се. Значи прво, апсолутно јас тука се согласувам, тоа е грешка катастрофална. Se знае дека никој ниту добил, ниту ќе добие гаранции. Добре, тоа го кажува во интервјуто, го кажува Кос. Нема гаранции, ни една земја членка не може да добие. Но сите го повторуваат. Ние сега се правиме можеме да го разбираме. Но исто така, добро знаеме што значи отпочнување на преговори за самата држава. Добро знаеме дека тогаш се седнува во Брисел, тогаш се седнуваш на иста маса, разговараш, преговараш, даваш своји аргументи. Знаете, не е исто да ти дознаваш за работите за затворена врата и тамо каде што се разговара. И каде што се прават договорите. Значи, топката е во дворот на владата, што би рекла во една прилика фон дер Лајен. Точно, и за сите фондови кои што се отвараат како земја која што ги отпочнала преговорите. Нема други. Нема. Доека не стане членка, нема други фондови. Кохезионите фондови нема. Тоа се само овие што ги веќе ги користиме за предприемачка, и парт, како се кажува. И сега имам повторно. Али во секој случај тоа е ново ниво на односите. Тоа не е спорно. И тогаш вие имате и позасилена контрола, и обврски поголеми, но вие тогаш сакале неќе ли имате плюс една внатрешна видливост и трансформација на општеството. Сега сакаме ние тоа или не сакаме? Ако сакаме, а не сакаме по овој начин, пошто е предавнички, дајте понудете власт. Тука сте во право. Одговорност мора да има. Знаете што, не може било која власт кога доаѓа. Излегуваш на избори, ја бараш поддршката од граѓаните. Значи, за економија, социјала, еве на последните избори власта доби мандат затоа што рече дека неа да го смени уставот. Или јас доби мандат нема да го смени уставот, а доби мандат да стоиме уместо и да не направиме ништо во без гаранции како што велат без кои гаранции. Не, тоа е многу погрешно, Бети. Тоа е многу погрешен пристап. Власта, ако сака да биде ценета и да и се верува, мора да покаже одговорност, сериозност, нешто опипливо и реално. Да преземе акција, слушайте. Да преземе акција. Само тоа е. Значи, знаете, има во светот на менеджментот и на маркетингот еден познат гуру, Исак Адижес, кој што е по потекло од Битола, некој што вели дека и најлошата одлука е подобра од неносење одлука. Од никаква, таа има логика. Тоа е нешто што сум го слушнала од него директно на предавање пред 30 години. Значи подобро да се откажеме од протоколот отколку да чекаме гаранции. Така може да се симплифицира. Ама тоа не е носење одлука, чекаме гаранции, тоа не е носење одлука. Прашањето ми беше дали е тоа одлука во таков случај. Јас мислам. Ова ме потсетува мене кога децата мои беа мали. Што ги прашам, што правите ништо? А викам, белја правите. Да. Знаете, суштината се прави нешто. Има, англичаните викаат doers и not doers. Do е да се правиш, значи, или правиш нешто или не правиш. Велам, оваа власт направи еден, да не речам револуционерен исчекор, кога го промени реториката, која беше понижувачка, срамна, голтавме само кнедли. Меѓутоа, со зборови ништо не се постигнува. Се создава атмосфера, се создава, нели така се лаже лекторатот и така натака. Со акција се менува работата. И ова што велите вие. Министерот Мусунски посетил 130 и кусур земји. Супер! Видите. Тој е министер за надворешни работи, ама кој е ефектот? Да, видите. Кој е ефектот? Значи, се враќаме на суштината. Македонија мора да ја промени ситуацијата во која се наоѓаме. Политиката која сега доминира. Дали сме во таква позиција? Уште еднаш ќе прашам господин Никовски, дали сме ние во таква позиција? Ама слушајте, секој е во таква. Афганистан е една земја која во 19 век ги истера американците после 20 години ги победи.
Значи, кој сака може. Нема безизлезни ситуации, има само луѓе кои така се чувствуваат, разбирате. Да. Значи, Македонија, а сите се аргументи на наша страна. Разбирате, има ситуации кога немаат некои никакви аргументи и пак ќе се победуваат. вратам на онот пред малку. Ние немаме дома консензус. Дали опозицијата пак ќе речем ќе застане за Тоа е наш голем хендикеп. Затоа што потоа не можеме секој ден да слушаме како овие сега ќе не изолираат, па го прекинале договорот и не знам тоа што. што нема, видите, што Проблемот нема, не е домашен, ми се видите, чини што дома не можеме не е никако да се проблемот согласиме. домашен. Проблемот во државата е што нема никаков договор за ништо. Па тоа да, генерално тоа е затоа вистина. македонците последно формираат држава зашто тројца македонци како Гоце Делче рекол, никој нема поголеми предавници од македонците, разбирате. Тоа е нашиот синдром. Нашиот синдром. За жал, тоа е нашиот синдром, така. Топката е кај нас и ние сега, кога веќе гледаме дека нешто не функционира, треба да бараме начин да го решиме проблемот. Проблемот се решава со акција. До сега ставивме до знаење више во Брисел, сите знаат дека Македонија не е спремна да оди на патеката која беше претходно трасирана, која беше понижувача, која беше срамна, катастрофална. Значи, не водеше сметка за фундаментални интереси на македонскиот народ. Значи, сега треба да се понуди нова опција. А новата опција мора да биде со конкретни чекори. Ако се имаш обврска и кој што ќе порече, Уставот да го смените. Сме прифатили како обврска. Ако не откажеш тоа со вториот протокол, кој е апсолутно нелегален, ако не откажеш таа обврска до утре и задутре, и уште 100 години ги те повторуваат, со право, разбирате. И по цена да се дефинитивен застој да има во тој процес. И тој процес, апсолутно. И само да одиме до крај, значи, промената на Уставот. Мислам, една чудо, ама овој политички партии, аналитичари, не знам, вакви, такви, во наводници, се викаат да го смениме Уставот. Прво треба се прашаме. Овој Радев директно ни стави до знаење. Се обидовме да ја руши, да ги уништиме македонците со Гоце Делчев и Денското востание, посвојување нивно. Вика, видовме, не успеа. Тоа вика, ќе одиме човекови права. Човековите прави ги разбираат. И зашто Бугарија инсистира под ултиматум да ги влеземе бугарите во Уставот? Затоа што тие не викаат бугари, викаат македонски бугари. А не можеме ли ние да се повикаме на нашите човекови права, мислам на македонците, бидејќи ние на тој пат кон НЕУ постојано сме на некој начин на удар на нашите човекови права, на нашето идентитетско право да бидеме тоа што сме. Тоа е вториот дел од приказната. Не можеме ли ние да продаваме на тој начин приказната? Ама тие видите, се направена јас дигресија. Европскиот парламент пред колку овој месец, трети, четврти, кој беше, донесе извештај за Македонија. Еве ќе ги прочитам најкусо. Да, со амандманите, да. Ќе прочитам најкусо што пишува во тој извештај, разбирате. Најкусо ќе ви кажам дека со тој извештај, разбирате, велат најголемите партии. Вашата, таа е втора, прва е Народните партии, таа била иницијатор. Вашата е втора, Нова Европа е трета и Зелените се на таа линија. Се договориле по иницијатива на народните партии да се избрише македонски јазик и идентитет. Па што сакате сме фалсификували историјата, ама чекате, што сакате повеќе? 458 гласале за таа резолуција, за извештајето, односно за тој амандман, не знам кој беше, да се избрише. 458 од 720 ukupno. Иако за волја на висината господин Никовски во тие извештаи до сега не ни постоел македонски јазик. Мислам дека они воопшто и не го употребувани претходно. Никогаш не го употребува, преди Европската унија не го употребува. 109 биле против. Значи од 520, значи преку 70. Само да завршам, само да завршам. Разбори постои кабини превод на македонски јазик. Не зборам воопшто за извештаите. Тоа апсолутно ништо не значи, ќе ви го објаснам ако сакате и тоа. Значи, видите, значи ако 70 преку 70% од парламентарците биле да се избрише тоа, па што сакаме повеќе? Кој во Европа сака да влеземе во Унијата? Овие представуваат 27 членки. Значи, и да се вратиме. Дали тоа дека нас не сакаат како македонци или не сакаат воопшто проширување, па еве овај начин сега. Проширувањето е башка, али второто за нас клучното прашање што не сакаат македонци. Сигурно дека и проширувањето. Значи, ова е прашањето мое. Зашто Бугарија ултимативно постави да македонски бугари влезат во Уставот? Заради бугаризација. Ти отворно викаат дека нема македонци,
македонски бугари и полека и вие и јас да не сме македонски бугари. Добро, јас само едно мислам, еве јас слушам, иако јас не се согласувам целосно со тезата дека ако би влегле бугарите во уставот заедно со останатите и сега дека значи бугарите кои што живеат во Македонија дека тоа ќе значи отварање врата на бугаризација. Извинете. Само еден детај. Само да дајме просто бугарите не го признаваат нашиот овој попис. Кај имаше 3504 бугари. За нив бугари во Македонија се тие 200.000 или 150.000 кои земале бугарски пасоши, потпишале дека се бугари, пород лажеле за да може да работат во Европа. И чекајте сега, и ако тие 150 нека бидат по тројца члена од семејството, тоа се 500.000. Бугарија, утре, кој ќе ги внесеме бугарите во уставот, ќе играат со карта на 600.000 бугари во Македонија, од тие што потпишале земале пасоши, и ќе барате до чудо промени. Јас поставувам прашање. Кои се тие толкави патриоти кои што земале од било кои причини бугарски пасоши? Тоа е наш проблем, не нивни. Извинете, на крај памет не би ми паднало, ниту ми паѓа. Ама е наш проблем, не нивни. Ама тоа е наш проблем. И нас секогаш некој друг ни е крив, а не гледаме што правиме ние. Значи, извинете, но тоа е нешто сосема друго. Второ, ако се плашиме од тоа, и нели ако сме сигурни дека тоа само одради економски причини ги земале тие пасоши, па тие 99,99%. Така, тогаш зошто има проблем, па тие утре можат како што зеле да се откажат од бугарско државјанство. Ама ние не сме сигурни дека ќе се откажат сите од бугарското државјанство. Значи, проблемите се многу ако станеме во членка не зошто да не се откажат. Еве. Па, меѓу другото, драга Бети, значи, ние кај нас, па и воопшто за помалите народи, е многу по-значајно да бидат дело. Ние не сме Велика Британија. И Велика Британија сега внатре водат разговори како дали постои начин да бидат повторно дел од Европското семејство. Тоа е голема грешка. Што апсолутно катастрофална грешка. И тие веднаш ја видоа грешката, ама направена е. Има две будалетинки како и ние. Затоа што или ќе бидеш на масата во јатото, или ќе те изедат гавраните. Па сега, ние треба да размислиме што ќе правиме. Се додека чекаме во место, тие 150.000 македонци кои што изјавиле дека имаат бугарско самочувство и корени од економски причини, ќе станат... Не, таму не стои дека било од економски причини. Таму си кажуваат многу убаво дека... Не, кај нас се вели, оправдување се дава за тие наши сограѓани, дека тоа од економски причини го правеле. Оправдување нема, разбирате? Значи, за мене нема оправдување, па не знам какви да се причините. Добро, може на некого му биле екзистенцијални, па сега не... Знаете што, екзистенцијални причини имате многу во државата, кои што луѓе кои што се бореле и тука издржале. Тука останале и не им падало на памет. Оправдување нема, видите, оправдување нема. Јас не можам да прифатам да барам бугарско државјанство за да отворам фирма во Бугарија. Ако сум способна, ќе отворам фирма во Македонија, ќе отворам било каде, ама нема да отворам во Бугарија и да станам бугарски државјанин. Клубот полесно се води бизнисот, предпоставувам сега не сум бизнисмен, ама... Значи, сега дискутираме малку затоа што ние сме велиме дека 150 години, 200 години од Сан Стефанска Бугарија, го знаеме проблемот што го имаме со Бугарија, негирањето идентитетот. И нема се промени уште 100 години. Тоа нема се промени. А ние даваме дополнителна храна во нивната уста. Точно. Ние даваме, и тоа сериозна храна даваме. И сами влегуваме... Ама тоа е вашата партија главно. Тоа е вашата партија главно. Не знам баш дали нашата партија е главно или другата партија. Прво залагањето за промена на уставот е бугарска карта. Може би беше грешка на тој начин и толку брзо што и пред Преспанскиот договор се потпиша овој договор со Бугарија. Секога има едно правило и во правот и во политиката. Тој договор историската комисија па тоа отвара легитимитет за тие историски теми. Мора да ги анализирате од временскиот контекст, услови и така натаму. Значи, ние сега, ако анализираме некои одлуки во Втора светска војна или не, значи, сосема другачие треба, ќе кажеме, биле погрешни, дали имале вистинска тактика или не. Но,
Со тоа не сакам да кажам дека еве да оправдам или не, но едно е јасно. Се додека не престанеме со политиката на предавници, патриоти, консензус нема да имаме за ништо, а без консензус напредок нема. Да. И нема ниту во надворешна, ниту во внатрешна политика. Видите, мислам, во право сте, делумно, бидејќи јас преска преска реков, не се некој да елаборира проблемот, се извинувам. Значи, недостатокот на минимален домашен консензус околу клучните прашања за оваа држава е нашиот најголем хендикеп. Меѓутоа, зато имате извршна власт. Извршната власт И одговорноста е на извршната власт. комплетно за сите работи и тие моментално ја со одговорноста. Политиката, надворешната политика која ја водат на почетокот беше одлична со промената на вокабуларот, сега е погрешна. Сега е погрешна, бидејќи не преземат акција. Така. Разбирате? И ние сме на потек, треба да разбереме, затоа што протоколот со Бугарија, топката е кај нас. Протоколот со Бугарија е записник, разбирате, кој апсолутно, јас на таа тема сега работам, Европската унија што ги стави сите фантазмагори бугарски во преговарачката рамка, вклучувајќи вториот протокол кој е тотално нелегален, разбирате. Прво е наше предавство во основата, разбирате. Затоа што со одредени интереси, не знам, за договори, за преговори и така натака, ти влегуваш во еден канал од кој нема излез, разбирате. Али сега моментално велам ќе дојде утре кога доаѓа Кос и ќе ни каже да, ама сменете го уставот. И со право ќе биде. Значи, ние ако не превземе чекори и то под хитно, времето не работи за нас. Да не се задажуваме дека Бугарија... Никогаш не работи времето за нас. Никогаш не работи времето за нас. Камо среќа да тие некои одлуки сме ги донеле многу порано. Да, значи, Бугарија својот однос према Македонија со следните 100 години нема да го промени, што е 150 години стар. Европската унија. Не можеме да префрламе вината кон Бугарија, дома е. Ама не, видите, Бугарија си има своја стандардна политика, 150 години важи и нема да ја промени. Да чекаме Бугарија да промени политиката, да влеземе во Европска унија. Тоа е наивно. Тоа е наивно. И второ, Европската унија, нашите обврски кои сме ги превземале со вториот протокол кој е билатерален, али тој имплицира и го ставиле во преговарачката рамка и сето тоа што е во преговарачката рамка за Македонија кој што е катастрофално, неприфатливо, понижувачко и со кој Македонија никогаш нема да стигне до Брисел, разбирате, ние мораме да работиме да го поништиме. А да го поништиме само со публикување вториот протокол. Бидејќи сакам да зборуваме за други теми, видовме дека Европската унија ги преферира Украина, Молдавија, за Западен Балкан, постојано некако не храбрат напрете ова, испроведете реформи така натаму, дека сега е момент на проширување, ама некако тоа потешко оди за овој регион, па дури неодамна имаше еден предлог на Макрон и Мерц за постепена интеграција, што дел од аналитичарите го сватија како еден начин за замрзнување на проширувањето, бидејќи постепена интеграција значи вие сте на некој начин блиску до ЕУ, ама не сте во ЕУ, немате право на вето, немате право на глас и така натаму, меѓутоа сте дел на некој начин од европскиот пазар. Дали немате право на комесар, немате право на вето, дали е тоа можеби процес на кој што ќе значи замрзнување на евентуалното проширување и дали сега ние треба во таква ситуација да правиме уставни измени?